Ministria për transformim digital periudhën e fundit ka dorëzuar gjithsej 15 kallëzime penale për keqpërdorime dhe po punon aktivisht në procedimin dhe zbulimin e keqpërdorimeve. Këtë në Klik Plus e zbuloi ministri Stefan Andonovski. Во моето министерство јас имам поднесено 15 кривични пријави, ниту држав пресконференции, ниту објаснував, ниту безпотребно правев некоја помпа. Сметав дека се направени злоупотреби за претходните раководства во министерството. Сметав дека се направени злоупотреби, што помали, што поголеми, што од прашањето на безбедност, и сметав дека треба да се повика на одговорност. Si shtot ai, 5 prej tyre janë tashmë në procedurë gjyqësore, gjithsesi prokuroria I ka proceduar deri në gjykatë, pasi ka zhvilluar hetim. 5 се веќе во судска постапка, што значи дека обвинителството ги процесираше и ги поднесе во судот, што значи дека биле издржани и сериозни, со вештачења, со анализи, со дополнувања, со документи. Дел од нив се во постапка во обвинителството, а дел од нив чекам да обвинителството започне постапка. Недостасува динамика во тој дел, можам да кажам, но многу е важно да државата постојано тоа го прави. Pas zbuluar se për çfarë keqpërdorimesh bëhet fjalë saktësisht, Andonovski thotë se metodologjia e punës është sistematike dhe pa presione politike, jo vetëm në ministrinë e tij, por edhe në rastet e tjera. Не снимавме апсења, не го затвараме СДСМ седиштето, не правиме притисок на да ги апсиме најблиските соработници на Венко Филипче само затоа што се политички активни. Туку методолошки работиме, постапка по постапка, со издржани аргументи, да тие на крај завршат како што треба со факти и завршат со судски одлуки како што треба. Ai u referua edhe skandalit me fondet I partë, për të cilat thotë se pauzat në fondet I partë janë rezultati I analizës së kujdesshme të Ministrisë së Financave dhe Qeverisë për keqpërdorime të mundshme, e jo bllokada, me qëllim që procesi të vazhdojë me siguri dhe transparencë.